Претходно во Диетално максимално гледавте Виолета, Светлана, Марија, Јана, Ивана и Бети. Овие 6 прекрасни дами во петокот беа повикани за да им се соопшти позитивната одлука. Нивната реакција беше изненадувачка. Драги дами, ве повикавме за да ви соопштиме што имаме на ум и што планираме. После една таква убава не беше толку долга дискусија, по која што сите бевме сложни, одлучивме следното. Да кажем? Како на би требала? Голд. Виолета, Јана, Светлана, Бети, Ивана и Марија. Видовме пресреќен израз на нивните лица. Дознавме и што ќе се ветат прво себе си, а потоа и нам. Кога ќе си зацртам нешто во главата, сакам секогаш тоа да ми се исполни. Денес имам обврска, тој ќе го направам. Дали можам или не можам, некојаш ќе се потрудам повеќе да го направам. Сакам да бидам многу амбициозна. Така е. Мислам, ќе почитувам дисциплина, ќе гледам се како што треба по распоред за јадење, за вежбање да не биде пропустен, да бидам редовна. Ќе бидат ли истрени во наредните 3 месеци и која од нив ќе го даде максимумот од себе, ќе дознаеме. Ако здравиот живот е вашата цел, вие сте на вистинската станица. Добре дојдовте во новата епизода на Диетално максимално. Денеска во Диетално максимално ќе гледате. Во денешното издание на Диетално максимално ве очекува вистинска доза на инспирација. Запознаете ги нашите нови избранички: Ивана, Марија, Бети, Светлана, Виолета и Јана. 6 жени, 6 различни приказни, но со иста цел – промена, сила и мотивација. Третата сезона носи силен акцент на женската енергија, поддршката и истрајноста. Дали токму тие ќе станат нашата нова мотивација? Што открија за себе и какви предизвици ги очекуваат? Ќе слушнете и што имаат да кажат Клаудија и Ими за нашите кандидатки искрено, директно и без филтер. Не пропуштајте, денеска ви откриваме се. Тренер во Диетално максимално Емилија Грујовска. За физичката подготовка и за мотивацијата ќе се грижи Емилија, инструктор и тренер по бодибилдинг, која ќе ги турка кандидатите да ги надминат сопствените граници. Емилија Грујевска, 3-та сезона е дел од професионалниот тим на Диетално максимално. Таа е дипломиран професор по физичка култура, сертифициран фитнес и пилатес инструктор со 22 годишно искуство. Емилија представува синоним за дисциплина, стручност и резултати. Нејзината кариера вклучува и 15 годишно искуство како тренер на лица со попреченост, со посебен фокус на лица со церебрална парализа. Област која бара врвна посветеност, знаење и човечки пристап. Моментално е вработена во Synergy Fitness and Spa, каде што работи како персонален фитнес и пилатес инструктор, градејќи индивидуални програми со јасна цел, долгорочни и одржливи резултати. Во Диетално максимално Емилија носи професионалност без компромис, довирливост и индивидуален пристап. Таа знае да биде строга, но има ефикасна методологија. Дава резултати кои што траат. Нејзиниот пристап е прецизен, структуриран и насочен кон максимален напредок, без импровизации и без краткорочни решенија. Нутриционист во Диетално максимално е Клаудија Адеми. Оваа сезона носи енергија, искуство и секако резултати што зборуваат сами за себе. Со нас е жената која не прави компромиси кога станува збор за трансформација. Клаудија Адеми. Родена во Германија, со корени од Македонија и Албанија. Веќе 33 години живее и работи во Палма де Мајорка во Шпанија, градејќи интернационална кариера. Магистар по нутриционизам и фитнес уште од 2005 година. Клаудија денес работи онлайн со клиенти од целиот свет, Америка, Канада, Австралија, Европа.
Нејзиното портфолио вклучува и соработка со познати светски личности. Во Македонија го привлече вниманието со резултат што се гледа. 35 килограми помалку за само 55 дена. Трансформацијата на пејачката Антонија Гиговска. Но нејзината работа оди малку подалеку од естетика. Клаудија е посветена на деца и проблеми со дебелината, лица со диабет, кардиолошки заболувања и хормонален дисбаланс, третман на тироидна жлезда, полицистични јајници, поддршка при анорексија, хипертензија и сериозни здравствени состојби. Незиниот пристап знае да биде директен, искрен, без филтер и без изговори, како што и самата вели: "Јас не сум лоша, јас сум радикална." Незината приказна продолжува и преку незината 24 годишна ќерка. Таа е дипломиран нутриционист по фитнес и физиотерапија. Новата генерација што го следи истиот пат. По диетално максимално. Клаудија не ветува чуда. Таа создава резултати. Подгответе се за вистинска промена. Кога жената те одлучи да победи, резултатот е силна, здрава и нова верзија од себе. Вистина е дека кога жената ќе се одлучи да победи, тогаш таа поместува граници. Денеска се запознаваме со секоја од нив детално. Виолета Савовска од Битола, 61 година, 103 килограми. Запознаете ја Виолета. Доказ дека годините не се само бројка, духот нема граници. Таа е нашата највозрастна, но и една од најинспиративните учеснички. Со 103 килограми, таа не влегува во ова патување само за промена на изгледот, туку и за ново животно поглавје исполнето со енергија, баланс и лични победи, како и нови искуства. Родена и израсната во Битола. Виолета е мајка на 2 возрастни сина. Таа е дипломиран економист по маркетинг, жена која знае што значи дисциплина, стратегија, но и промоција. Зад нејзината широка насмевка се крие авантуристички дух, зависник од TikTok, каде што со љубопитност ги следи светските кујни и новите гастрономски трендови. Истовремено ја привлекува и алтернативната медицина, секогаш во потрага по нови начини за подобар живот. Виолета не мирува, таа се движи, буквално, но и символично. Секојдневно вози електричен велосипед, практикува јога за внатрешен мир, а за себе има години посветени на кросфит, доказ за незината сила и упорност. Љубител е на книгите, особено мотивацијските и духовните, а незината љубов кон патувањето ја однела дури до Америка, која што ја има прошетано со камион, доживајќи ја од еден поинаков агол. Многу. Цела Америка за 2,5 месеци, кога бев таму, И он е таков светски патник како ти. мојот син, возеше камион и вози камион таму, има своја компанија и прво беше убав месец, октомври и ноември цел. Веќе 15 до декември стигна, малце студеше и тогаш веќе во домашни услови седе. Меѓутоа, ја прошетав од Чикаго одгоре долу до Мајами. Бев во Мајами, Како не сум била. во најголемите, на најголемите ексклузивни места ме прошета. Тогаш бев со кола и јас имав прилика да возам автоматик. Така, љубопитно, чекај како се вози. И многу интересно. Добро, шофер сум, јас возам. Имам возачка од 98. Сега Виолета влегува во диетално максимално, со јасна цел да покаже дека никогаш не е доцна да се инвестира во себе. Виолета не е во потрага само по трансформација, туку по дефиниција на животната енергија. Јас имам 61 година. На мои години, значи се одлучувам да влезам и да учествувам во ваков серијал. Значи, во мене уште постои таа заинтересираност, амбиција, дека сакам да ославам, да намалам килограми и дека ќе го постигнам тоа. Имам големи шанси кај мене, така за самата себе си се чувствувам. Секако дека ќе ни биде подобра инспирација и мотивација. Вики носи многу позитивна енергија, пропратена со низа секојдневни навики. Да слушнеме какви.
Сега во учеството на овај серијал детално максимално, веќе комплетно ги сменуваме навиките на живот, на исхрана, дека имаме и активни вежби тука во Синерџи. Ги сменуваме, меѓутоа треба да се навикнеме сепак на овај здрав и активен начин на живот и да ни биде, и после кој ќе поминат 90 дена, да ни биде во глава тоа да го применуваме стално и да ни остани навика. Старите рекле дека секоја навика има своја одвика. Така, нашата Вики со помош на Клаудија Ими ќе ги промени своите лоши навики во нови, поздрави и поенергични. Својата тежина Виолета ја носи подолго време. Секоја кандидатка има оставена впечаток. Зошто? Затоа што сите ние сме како индивидуа различни. Ајде да почнеме најпрво според мене за Виолета. Или тетка Вики, бидејќи е најстара од сите во години. Многу интересен лик кој што мене ми остави впечаток, кој што поминала многу во животот и која што има многу приказни. И онаа борбеност која што во животот ја поминала, мислам дека и тука дека ќе ја направи. Нема да ја посочам како и претходната кандидатка од претходната сезона Марија, не се воопшто исти, но имаат сличности во борбеноста. И мислам дека Вики ќе истрае до крај со вежбањето и со исхраната, бидејќи така и започна. И впечаток. Супер е жената да остане позитивна до крајот на сезоната и понатаму во животот. Виолета. Виолета е една позитивна, енергична, динамична особа која реагира позитивно на све што се дешава. Ја мислам дека е многу тешко, не за да кажеме наљутиш. Она свајка ова све озбилно, ама сака и да ужива и сака да си има убав момент и убава авантура со ова све што ќе се деси. Ги слушнавме размислувањата на нашиот стручен тим. Сега да слушнеме што вели Виолета за својот проблем со вишокот на килограми. Јас од 1998 година имав многу вишок на килограми, се до 2021-та. Меѓутоа се случи еден голем преокрет во животот, тогаш почнав и сватив дека навистина, за да го обавиш декот, иако се храниш здраво, сепак ти треба физичка активност. Дека повеќе треба да се вклопам во физичка активност и повеќе почнав да вежбам. Тогаш намалив 20 килограми, меѓутоа, да си кажам искрено, не бев дисциплинирана и си ги вратив килограмите назад. И затоа сега имам многу килограми. Ивана Миловска, од Скопје, 35 години, 135 килограми. Ивана Миловска, жена која не може да се стави во рамка, затоа што секогаш прави повеќе, чувствува повеќе и дава повеќе. Во диетално максимално доаѓа со животна приказна исполнета со грижа за другите, од работа со деца, до поддршка на лица со оштетен слух и подигнување свест за рана превенција. Денес, незиниот најважен проект е Малата Ана, но за таа нежна улога се крие вистинска креативна сила. Да слушнеме какви навики има Ивана. Кога имаш бебенце, стануваш прво околу него со неговите рутински обврски, доручек, кафе, спремање понатаму ручек, како за неа, така за мене и за сопругот. После, да речем, попладневите часови, прошетка правам со бебенцето, малце да ја фати воздух, се враќаме дома, највечер го прошетаме, зависни какви се временските услови и така во круг. Ивана е уметник во душа. Црта, шминка, шие, готви и се што ќе допре претвора во нешто убаво. Љубител на кафе, музика, но и неискрено друштво. Тај од оние луѓе што ќе ве усвојат со насмевка, а ќе ве задржат со срцето. Мултитаскинг, за неја тоа е секојдневие. Истовремено готви, зборува, средува и се изгледа совршено. Верен навивач, одличен возач и човек што секогаш е тука за блиските, во било кое време и на било кое место.
Сите ја прифатија Ивана, а во продолжение да слушнеме што за неа ќе кажат Еми и Клаудија. Следна кандидатка која што мислам дека мене ќе ми биде интересна, која што ќе ме засмејува за време на тренинзите, тоа е Ивана. Мајката која што е интересен лик со незината насмевка. Ивана, мислам дека според мерењата има најмногу килограми, иако е млада, има зацртано некоја интересна цел, а тоа е, нели, бидејќи е млада мајка, дека најпрво заради својата киркичка, а потоа за сите останати, но и за себе, дека ќе ја постигне целта. Интересно е што уште сега почнува да прашува не само за вежбањето, туку и за исхраната, и секогаш наоѓа интересно, а да заменам ова, да заменам она, вака да направам, онака да направам. Тука малку ќе бидеме построги со неа, ама мислам дека иако прашува цело време, дека позади камерите и позади нас, дека секогаш се стои на она што си го кажува и дека ќе успее во тоа што си зацртала. Ивана. Ивана е мајка, има 17-месечно бебе. Она сега решила да се промени, да има таа промена. Тоа е многу добро, затоа што имала време да го упознае детето, бебето, и сега она ќе има време за себе. И не работи, така ќе има доста време да го шета детето, ако треба да иде на кардио и да ги спрема сите оброци, да се научи што и како после пород. И позитивна е. Мислам дека знае добро и да спрема и да кува, као денеска што зборев со незе, и ќе биде интересантна. Со јасни вредности, без толеранција за неискреност и со огромна љубов кон животот, Ивана е токму она енергија што му е потребна на ова шоу. Подгответе се, оваа приказна нема да биде обична. Цел живот се борам со више од килограми, меѓутоа ќе сум намалела, ќе ги вратам од тие брзински диети, каде што се појавува тој јојо ефект. Меѓутоа, со оваа голема килажа што сега ја има моментално, ми е после бременоста. Бети Митревска од Скопје, 42 години, 98 килограми. Бети Манева, тивка енергија што зборува најгласно кога следиш што навистина сака. Во диетално максимално доаѓа со душа што наоѓа мир во едноставните нешта. Пењето е бегство, терапија и радост во едно. Кога не пее, ќе најдете меѓу цвеќињата. Ги одгледува со љубов, како што ги негува и односите со луѓето околу себе. По професија фризерка, но по природа уметник од мали нозе. Рацете ја создаваат убавина, а срцето ја препознава во секојдневието. Љубител на животни, верен пријател на своето куче и некој што знае како изгледа вистинска поврзаност. Да слушнеме Бети, кои се незините вообичаени ритуали, какви навики има. Па добрите се што пробувам да станам порано са бајле, на време да си испијам чајче, доручек, да си спремам оброк за секојдневието. Лоши, не си легнувам на време, не спијам доволно искрено, тоа знам дека ми е лошо. Друго, исто имам добра навика, знам често да пешачам. Тоа веќе уназад 2 години пробувам да ми биде голема активност, зашто многу ми помага за здравствената состојба. Активна, но своја. Теретана, возење велосипед, прошетки во природа, таму каде што мислите се расчистуваат, а душата се полни. Сонува за куќа во планина, мир, тишина и живот по собствени правила. Бети е кандидатка која што, иако има здравствен проблем, мислам не е толку сериозен проблемот кој што го има, но сепак нешто што мене ми остави впечаток дека цело време вика јас 2 години пешачам, јас 2 години пешачам. Сепак треба да ја научиме дека пешачењето е само кардио вежбање, кое што го правиме секојдневно, дека сепак не и треба само пешачење, дека треба малку повеќе да се опушти, дека не треба да биде толку стегната, иако и изгледа, сепак крие Бети нешто во незе и дека ќе успее во незината цел и да биде малку поотворена, иако кажува дека е отворена за се она што
имено мислам дека Бети крие некои работи. Бети, немој да криеш и биди брза, кажи ни што се случува со тебе за да ние ти помогнеме и најбрзо да си ја оствариш целта. Бети Митевска, фризерка. Она има некои ствари што интересна е, ама има малку, не знам дали е од себе дека мисли дека може нема да успее или не да успее, не. Дека мисли дека има несигурност некоја. Она нече да нас разочара, нашата екипа. И мислам дека не за малку ќе дојде до целта, ќе ослабне и тоа брзо ќе ослабне. Она ќе ослабне брзо. Ама негде ја мислам кога ќе пройдат месец и по два, тука со незе ќе имаме еден дилема. И тоа ќе чекам да се деси. Сака позитивни и искрени луѓе, затоа што и самата е таква, директна, топла и вистинска. Верува дека животот пишува романи и дека се случува со причина. Бети не е само учесник, таа е чувство. Па искрено, цел живот имам проблеми со килажата, сега некогаш биле помалку, уназад години биле повеќе. Пак ќе речам, сум успеала и да симнам поголема килажа, само што не успевам да ја задржам таа килажа. И верувам со еве поголема поддршка од Клаудија, од Еми, од вас, од девојчињата во групата, дека сето тоа ќе биде истрено. Јана Илеска од Скопје, 48 години, 110 килограми. Во диетално максимално пристигнува со приказна што започнува во Русија, каде што е родена и израсната, носејќи со себе една посебна сензибилност и љубов кон уметноста. Пишува стихови на руски јазик, тивок свет во кој емоциите добиваат форма и глас. Спортот за неа не е обврска, туку израз. Латински танци и уметничко лизгање, спојна страст и елеганција. По професија дипломиран економист, но животот ја носим таму каде што комуникацијата и луѓето се во фокус, како дел од просветно дело каде води книжарницата во Diamond Mall. И Јана има своји ритуали, има своји навики. Ја прашавме што ќе ни каже за себе. Па добре навики можеби сакам да помогнам на некој во смисол да го поддржам, да му давам некој совет, храброст. А лоши навики имам што сама за себе во некој момент не сум храбра. Ама кога нешто да почнам, тогаш веќе идам до крај. Јана, интересен лик. Јана е многу специфична, срамедлива жена, вака навидум, но викам, јас кажувам, викам дека Јана мислам дека на крај многу повеќе ќе зборува за разлика од другите. Сега се срами и во врска и со исхраната од тоа што го зборуваме и во врска со вежбањето. Се уште е стегната, се уште не е опуштена, но интересно е тоа што бидејќи има руско потекло, односно дека е она сепак русинка, јас малку ќе се навратам поради рускиот јазик да почнам да зборувам со неа и дека интересна ќе биде во според мене во игрите кои што ќе ги правиме, затоа што таа срамежливост мислам дека ќе помине за многу краток период. Јас негде дека недела две и давам дека ќе се опушти, а дека има некоја специфичност, има во незе, бидејќи сепак изгледа многу строго, посебно кога ќе ги стави на очарите. И тука малце имам дилема околу незиниот карактер, па се надевам дека нема да сгрешам и дека Јана нема да биде срамежливата Јана, која што дојде на почетокот, туку ќе биде сосема друга личност. Јана Илеска. Јана е... Кога да се плаши нешто од мене, ја мислам дека не сум толку страшно, или? Мислам, не знам како ме доживуваат они, ама мислам дека има... Понекогаш мислам дека се плаши од мене. Она е особа што е многу озбилна го сваќа ова све. Малку плашлива од камери, мораме малку да ја опустиме, тоа ќе дојде
малку по малку. На тоа ќе работиме. Мајка на 3 деца, Јана, така да има исто и екшн дома, доста. И плюс тоа сега е со нас и има исто многу желба да се промени. И мислам дека и она ќе успее да направи една добра и убава промена. Да биде пак да и порасне тоа самопознание што негде се изгубило и таа волја таа желба да се облечеш убаво и да бидеш пак таа што се била претходно. И 100% ќе успееш. Љубовта кон животните е уште една нејзина нежна страна. Од кучиња и зајче до риби, а денес друштво и прави нејзината мала тигрица, папагалче полно со карактер. Јана е тивка сила, префината, посветена и своја. Со душа што пишува, а тело што танцува и срце што сака. Таа е приказна што вреди да се слушне. Ова нема да биде само трансформација. Ова ќе биде поезија во движење. Кога дете бев многу слаба, мајка ми така од покрупни особен, и она секош викаше кога со тебе на плажа, вика, мене ми е срам, те вика толкава слаба, јас вика крупна. И после бев нормална, мислам, не бев многу слаба, не бев крупна и никако си држав, ама после втора бременност малце се поправи се така повеќе и сега дојдоа до оваа килажа што имам. Поради тоа сакам да се вратам на мојата тежина. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut & Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. До утре, до истото време. Ќе ви кажам само да останете во добро здравје и на крајот ќе ви заблагодарам за вниманието кое што и денеска ни го посветивте. Утре Емилија ќе ги пречека нашите учеснички во Синерџи. Последува мирење на кандидатките и ќе дознаеме каков е првиот впечаток после резултатите на вагата и метрото.